Голем број виничани се приклучија на зелениот караван за борба против климатските промени. Станува збор за USAID проект кој што вклучува и конкретни мерки за адаптација и заштита на општината од глобалното затоплување. Температурата во светот во изминатите 100 години се има покачено за 0,74 степени, а научниците се јасни дека светот ќе добие потопол век поради понатамошното зголемување на концентрацијата на стакленичките гасови. Се предвидува дека просечната глобална температура ќе порасне за дури 4 степени до крајот на 21. век. Тоа се ефектите од глобалното затоплување кои Виница во неколку наврати директно ги чувствуваше со поплавите и изливањата на реките, а индиректно се одразуваат и врз здравјето на луѓето. Виничани активно се придружија на зелениот караван за борба против климатските промени. Целта е да ја упатиме пораката кон населението дека климатските промени се реалност, дека се реална закана која што ни прети врз сигурноста, прети на локалното население, врз развојот на заедницата, економскиот развој и слично, и од особена важност е секој од нас како индивидуалец да земе учество во борбата против оваа реална закана. Овој USAID проект за општински стратегии за климатски промени спроведуван од Милион Контакт Македонија, Виница заедно со уште 9 општини го реализира подолг временски период, а бенефитот треба и директно да го почувствуваат граѓаните. Во конкретниот случај Виница е доста подложна на ризикот од поплави. Во рамки на овој проект првично се спроведе итната акција чистење на Кајанечки дол со цел намалување на ризикот од поплави, а во моментов се работи на пилот проектот кој што е избран од страна на жителите како најприоритетен во моментов, а тоа е регулирање на коритото на река Осојница, каде што практично со комплетна реконструкција на речното корито ќе се спречи идниот ризик од поплави кој што пред известно време беше еден од најголемите ризици од областа на климатските промени локално. Кампањата е во континуитет, а не само за ден или два. Борбата со климатските промени треба да биде секојдневна, бидејќи секоја промена или секоја нова еколошка навика започнува од нас и завршува со нас.